Сознанијата на шефот на државата се дека руските служби се уште се присутни во Северна Македонија, но не во толкав обем како пред зачленувањето на земјата во НАТО. Овие информации Пендаровски реши денеска да ги обелодени за време на дебатата посветена на руската агресија врз Украина и незиното влијание врз процесот на пристапување на Западен Балкан во Европската Унија. Според председателот, намалениот продор на руските разузнавачки структури пред се должи на влезот на Македонија во алијансата и пристапот на домашните безбедносни служби до чувствителните информации кои ги разменуваат сојузниците. Ако ние не бевме во НАТО и не ги споделувавме сите информации во тој заеднички систем, немаше да можеме да се справиме со сајбер нападите и со сите други пропаганди и лажни вести. Да бидеме искрени, ако ја споредиме пенетрацијата на руските служби во регионот, особено во Северна Македонија, сега таа не е толку голема во споредба со 2018-тата, особено во септември, месецот кога го организиравме референдумот за членство во НАТО. 2 до 3 дена пред почетокот на референдумската кампања, странски ентитети преку ноќ воспоставија 35 интернет портали во земјава, од кои 2/3 имаат слични имиња со веќе постоечки. Јас можам да зборувам за руски шпиони кои беа протерани во изминатите 2 години. 18 од нив беа протерани, сите под превезот дека се дипломати кои во тој период работеа во руската амбасада во Скопје. Во ситуација кога во Европа се води војна од големи размери, еден од регионите кои се смета за ранлив е токму Западен Балкан, чии земји со години се во процесот на пристапување кон Унијата, но се уште се многу далеку од членство. Пречки на тој пат не се само руското влијание и недоволниот степен на реформи, туку и блокадите, како што беше случајот со бугарското вето. Бугарија постави услови кои немаат ништо заедничко со европските критериуми за членство, туку со македонскиот идентитет и јазик. Со францускиот предлог прифативме само вметнување и на бугарите во уставот како предуслов за одржување на втората меѓувладина конференција. Во изминатите 18 месеци, поддршката на јавноста за Европската Унија се намали за 25%. Дадените ветувања кои што потоа не беа исполнети од страна на Европската Унија придонесува за намалување на довербата што Европската Унија има во регионот и тоа особено е загрижувачки во овој период кога ги имаме од друга страна ефектите и последиците од руската војна спрема Украина. Иднината на Северна Македонија во Европската Унија. Таквата европска иднина бара уставни измени и ова е нешто за што сите треба да помогнеме да се оствари. За сега тоа изгледа малку веројатно. Распоредот на силите во собранието јасно укажува на тоа дека нема двотретинска поддршка за промена на уставот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.